Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Како што ви најавив, вечерва ќе имаме гости во студиото и емисијата ќе биде посветена на Википедија на македонски јазик. Зошто е ова олку значено? Моето лично тумачење е Википедија дека денеска представува новата Александриска библиотека. Ако сакате едно најшироко и најопшто тумачење за неа. Но, во целото тоа море на податоци постои еден сегмент кој се нарекува Википедија на македонски јазик. Вие ја земате, ние сите ја земаме Википедија на македонски јазик здраво за готово. Така, како да ни е дадена од небото стигнал. Знаете дека зад неа стојат луѓе, млади, интелигентни, паметни, трудолюбиви, кои волонтерски работат да создаваат, да ја креираат македонскиот дел од Википедија. Бара голем труд, бара многу напори, бара големо интелектуално познавање, а ни самиот процес на изработка човек и се надградува. Имам особено чест и задоволство вечерва да ги поздравам википедијанците. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Кирил Симеоновски, председател на Споделено знаење, ќе објасниме тоа што значи, и Бојан Јанкуловски, главен основач и проектен административец. Добро вечер и за вас. Добро дојдовте. Благодарам што се озвавте на поканата. Среќен роден ден. Како си поминавте вчера, кажете ми, вака на кратко. Беше прилично добро. Организиравме као мала забава во галерија основа во Стара Скопска чаршија. Имаше некоја посетеност од 30 до 40 луѓе, наши пријатели, познаници. Одлично. Имаше онака по некоја пијачка, на крајот имавме и торта со логото на Википедија. Одлично. Кое што беше за окружување на целиот настан. Супер. Така што идејата беше колку да се видиме, да се прошири малку она што представува Википедија и да запознаеме некои нови луѓе заинтересирани кои што присуствува. Ајде, вака ми интересира, вие одлучете дали ќе се надополнувате или кој, ја само ќе ве следам. Ми интересира една предисторија. Да не почнуваме од диносаурусите, но можеме да почнеме од почетоците на интернет. Знаеме што е Википедија, но, нели, како се изродува во таа рамка, ако треба, редефинирајте ја и сама Википедија, се изродува и Википедијата на македонски јазик. Повелете. Баш би ми било интересно. Да, па, како што веќе кажавте, вчера беше роденденот на Википедија, 15 јануари, и на кого прославивме 14-тиот роденден ден. Значи, Википедија постои од 15 јануари 2001 година. Добро. Тоа е Википедија на англиски јазик. Меѓутоа, скоро во следните неколку месеци, од 2001, па од 2002 понатаму започнува да се проширува и на други јазични изданија, односно на други јазици. Создават јазични изданија. Значи, почнува на англиски. Почетокот на Википедија е на 15 јануари 2001 година. 2001 година. Да, тоа е првото уредување. Првото уредување. Така. Многу просто, Hello World, значи здраво свете. Да. Од страна на основачот на Википедија Џими Велс. Џими Велс. Да. Он е главниот, добро. Така, не представува некоја енциклопедиска содржина, меѓутоа за почеток е добро. Кога се види дека целата работа функционира како што треба. Потоа, во текот на 2001-2002 се создаваат Википедии на најголемите јазици, покрај на англиски, на германски, на француски, на италијански, на руски, на шпански, португалски и така натаму. Додека веќе од 2003-2004 година Википедија го надминува и бројот на 100 јазични изданија. Конкретно Википедија на македонски јазик е создадена во август 2003 година, меѓутоа во првите неколку години немало достапна заедница која што уредувала содржини. Првата заедница, значи се јава по некој корисник кој што ги земе нешто да напише по некоја статија, некоја кратка содржина, кој што и не е нешто кое што било од енциклопедиски карактер. Веќе од 2005 година, од почетокот на 2005 година, се појавуваат некои корисници кои што започнуваат да надополнуваат Википедија со повеќе енциклопедиски содржини од повеќе области и на тој начин започнува се масовно, значително се зголемува и бројот на статии на Википедија на македонски јазик. Сега конкретно во понатомошните години 2006-2007-2008 веќе започнува да се проширува така наречената Вики заедница. Корисниците меѓусебно започнуваат да се запознаваат и да се организираат на некој начин средби меѓу нив. Вики заедницата Македонија или воопшто светска?
Во светски рамки. Воопшто во светски рамки, тоа почнува и порано. Конкретно од 2005 година се организира светска конференција на сите корисници на Википедија во светот, која што се нарекува Викиманија. Секоја година се организира некаде во текот на летото, јули или август месец, во различен град во светот. И на исто да присуствуваат не само корисници на Википедија, туку и многу други заинтересирани странки кои што се поврзани со Википедија. Значи таму имате универзитетски професори кои што користат Википедија, имате некои луѓе кои што работат во некои познати маркетинг агенции, луѓе кои што секојдневно ја користат Википедија, луѓе од други невладини организации кои што се занимаваат со интернет и така натаму. Значи генерално луѓе кои што се поврзани со Википедија, директно или индиректно. Покрај тоа се организираат и многу други конференции во светот. Значи ова е прва главна конференција, меѓутоа од тогаш, поради тоа што заедницата постојано е во раст, на секаде ни светот се организираат како глобални, така и локални конференции. Значи постојат конференции кои што се организираат во рамките на една земја и се однесуваат на сите корисници и на целото општество во таа земја. Регионално. Односно сите кои што се заинтересирани за Википедија од таа земја може да присуствуваат на таа конференција. Меѓутоа, покрај конференции има и некои неформални состаноци, кои што ги нарекуваме вики средби. Тоа се всушност на некој начин средби, излегување на пиво, излегување на во некоја капуле. Баш како што треба. Некоја поопуштена атмосфера во која што корисниците на Википедија покрај тоа што уредуваат имаат време малку и за забава. Одлично. Така што првата вики средба во Македонија е организирана во 2006 година и од тогаш може со мали прекини, со некојаш почесто, некојаш не толку многу често се организираат редовно вики средби. Да ве прашам вас, како основач, како изгледа тоа да се основа Википедија на македонски? Малку да ве поправам. Ајде. Јас не сум од најпрвите основачи, иако сум активен уредник и администратор од 2006 година. Добро. Јас сум еден од основачите, како што и Кира и други, на споделено знаење кој се занимава со сите активности во врска со Википедија. Меѓутоа, јас она што сум административец покрај администратор на самата Википедија, сум административен и проектен раководител, значи на административните проектните работи на организацијата споделено знаење, која теренски се занимава со тоа. Добро, да не добијат погрешна... прашањето беше? Се извинувам. Да не добијат погрешна представа, вие не сте некоја организација која што идете са бајле на работа. Не. Вие си работите други работи, си се занимавате. Ова ви е ваша волонтерска работа во која... Значи, да добијат, сакам гледачите да добијат представа што значите вие. Сакам да се изреспектира вашиот труд, затоа што многу, ја на почеток реков, здраво за готово го земе. Ја не знам, дали имаше вчера некој од медиумите? Чисто се сомневам, така? Не. А сите ја користат Википедија на македонски јазик. Како никому не му текна на роденденот на Википедија? Па чекај да видам ја кој ова го прави, што го прави, знаете. И јас се извинувам што и порано не сме го имале ова, иако со Жана имавме, нели, кога беа за фотографиите и така натаму, малце ја популаризиравме работата по широката публика дека, нели, зад Википедија на македонски јазик се живи луѓе. Апсолутно. Кој го прави? Ако те прекинем од овие добра белешка за медиумите, поради тоа што на самата главната страница на Википедија беше објавено дури за реневската прослава. Како што кажа самиот новинарите и сите од медиумите ја користат Википедија секој ден, така што сигурно прочитале бидејќи тоа е тоа што боде очи горе. Следниот роден ден ја ќе ви донесам некој од политичариве, нешто ќе видам. Или Гордана, или Мијалков, овона, па да видите што е медиумско покривање. Се шегувам. Или Даниел Пемаковски, некој и така натаму. Шега на страна. Кажете ми, Джими Велс, кога ја формира Википедија, дали он има еден глобален концепт што треба Википедија да представува, или е Википедија доволно слободна да секоја земја може еластично да се ги тумачи работите, па самата да ја конципира? Кога Джими Велс почнува се разбира само прво на англиски јазик и он почнува со една идеја, значи што е револуционерна во тоа време и луѓето го правеле будала за тоа, дури луѓе што биле нај во таа бранша. Навистина. Да, он има раскажувано многу како луѓе го има правено будала и тоа џабе објаснувал.
правилно ова не ти оди и крај на приказната. Меѓутоа се разбирам докажал спротивното дека е вистина. И идејата е најпрво на англиски, претпоставам дека уште од почетокот постоело интерес и замисла дека ќе биде на повеќе јазици. Меѓутоа концепцијата како таква, начелата како такви се поставени како фиксни, со тоа што секогаш се фактички фиксни во почетокот, секогаш потоа може да се менуваат, да се прилагодуваат, меѓутоа основните начела на народно учество, на доброволно учество, на слободни содржини, значи слободна лиценца, без разлика дали е тоа текст, слика, со сето оно што пренесуваме, значи народот да може да уредува во рамките на правилата кои не се малку, меѓутоа не се пак ни задавувачки. Чекай, почне од широкото, од потесното. Што треба, што е неговата замисла? Што треба да биде Википедија? Според мисијата на Википедија, Википедија е место каде што мислам кое што се стреми да го собере целокупното човечко знаење на едно место и истото да биде достапно за целиот свет. На сите јазици можни, значи не само на англиски, па да со тоа културно доминира. Апсолутно. Туку на сите можни јазици и се разбира секој локален огранок, секоја локална Википедија придонесува повеќе во делот што е нејзин, во делот што е однесува на нивната земја и со тоа потоа тие работи се преведуваат, нормално наоѓаат на интерес, потоа пак тие од англиски се преведуваат на други, така да ние имаме многу статии за покрајни, за врховни судии на Филипините, например. Некој имаше интерес, ама страствен интерес. Филипините, сите можни политичари, окружни судови и така натаму. Збориме Википедија на англиски? На македонски. На македонски? Да. Од каде тој интерес па потекна? Дали ти ги следите тие работи више од прашање? Знаеш кој беше тоа? Јас мислам дека тоа беше тоа е човек, наш уредник кој се интересира за буквално за сите држави во светот. За сите, меѓутоа ориенталист е највеќе не е по професија ориенталист, туку е јазичар по англиски јазик, меѓутоа за Монголија многу знае, многу се фасцинира, значи така екзотични малце предели пред това става. Фантастично. Иначе човек кај ќе дојде до тие податоци ако не отвори Википедија? Особено на македонски јазик никаде се разбира. Ќе искористиме оваа прилика да го поздравиме, станува збор за корисникот Македонијан бој или Никола Стојановски од Тетово. Ако не гледа пред малите екрани, сигурно ја би сакал, нели, да имаме една лента со кредит вака напишана сите овие кои се. Колку луѓе сте вклучени во овој проект на македонски јазик Википедија? Вака тоа е добро прашање. Можам да кажам дека постојано во последните 7-8 години бројката е околу 10 до 15, со некои мали, можам да кажам, сезонски промени. Обично професорите им даваат на студентите да уредуваат во одреден временски период, тоа е некаде декември, јануари, мај, јуни месец. Чекај, на факултет ја користат Википедија на македонски јазик и од професори добиваат задача проектна да уредување. Да. Браво. Да уредува. Браво. Тоа сме го работеле, ние го развиваме се. Тоа е една од главните залажби кои што ние работиме. Браво. Инаку поздрав за Поздраво и сите. Ако може само и со песна. Поздрав за сите нас, за сите наши уредници, вие сте феноменални, знаете, мислам, тоа сме се фалеле меѓусебно до бескрај со наградичките, знаете, ама заслужено. И тоа особен поздрав, конкретно го спомнавме, корисникот се знае кој е и се знае каде корисникот Македонија. И тоа не е само тој, Не, многу далеко ги поздравуваме сите, туку го спомнавме човекот веќе и честно е да го поздравиме. Поздрав колега. Не знам, таков... Не. Потполно ве разбирам. Вие сте луѓе во сенка, вие сте луѓе зад тастатурата, вие не сте експонирани, многу труд сте дале и ја потполно го разбирам и ве поддржувам во тоа малку да добиете едно општо признание. Ја ви се поклонувам, ви се заблагодарувам од сите корисници, еве од име на сите корисници, сте ни се нашле милион пати, небројно пати, во корист невидено. Она што сакав да прашам е интересно, кога рековте лиценца, ме интересира како се добива лиценца да Википедија се изникне, македонската Википедија добија лиценца и да биде во рамките на Википедија.
поимот лиценца се однесува на нешто сосема друго. Аха, добро. Како се отвора Википедија на даден јазик е една работа. Така. И тоа треба да има претежно треба да има доволен интерес на тој јазик. Треба да има доволно говорници, на пример, мислам дека на јазици под 100 говорници нема, иако на некои тоа и го прават кои се над границата. Што е тоа говорници? Луѓе кои го зборуваат јазикот, кои го практикуваат. Живи луѓе кои го дека е тоа жив јазик сакате да кажете? Да, апсолутно. Бидејќи има некои што се премногу загрозени и се смета дека напорите треба да одат во насока на она многу професионално јазично и теренско конзервирање на јазикот, значи во племенски услови. Значи Википедија на латински, на мајански, на старогрчки има? Има Википедија. Па тоа се мртви јазици. Има Википедија на старословенски. Технички се, меѓутоа има и некои други јазици, главно во Русија кои што се зборуваат. Аха. И кога ќе отидете на нивната страница официјален податок, 10 говорници или 17 говорници. Тоа е чудно како. Нека така го не знам како ги бројат, тоа ме интересува. Па има на пример, добро, има и не толку мали, на пример чувашки, тувански. Значи имаме јакутски, мислам дека имаше, да. Јакутски имаше и така нато тунгуски се уште не. Мислам дека не успеа. Они се до некаде асимилирани до некаде. Меѓутоа сам речам, че се добива на начин што се покажува дека има доволна заедница, доволен интерес, луѓе што се кадрени да бидат администратори начелно, они со време се одлучуваат. А пак лиценците ги спомнувавме се нешто сосема друго. Тоа е она што го нарекуваме авторско правен статус. Дозвола за користење на одредени текстови. И за текстови, и за слики, содржини, диаграми, графикони, секаква содржина. Так. Тоа што ние го придонесуваме како википедијанци, теренци и така натаму, и на терен кој работиме, по дефиниција со мали исклучоци преоѓа во или во јавна собственост, или пак слично на јавна собственост, меѓутоа тоа е лиценцата на GNU и лиценцата на Creative Commons, која е намерно предвидена за да биде многу флексибилна, што значи кој створил нешто, потоа може да го земе, да го менува, да го користи за што сака, како сака, за светот, заеднички, да се надоградува еден на друг човек, на човек, творец на творец. Вау, ова е доста интересно и доста сложено. Ај малце разложете го, имаме простор во емисијава, јас сум целиот уши. Напред, може ли да го објасните малку пошироко овој процес? Ова е мислам дека и суштината на Википедија, ако не се лажам, да. така? И сликовите објасните што значи ако може подетално. Ова што го кажавте. Така, всушност, како што знаете, малку со попрости зборови, целата содржина на Википедија не подлежи на авторски права. Добро. Значи, секој може да земе да ја користи, без оглед дали е за комерцијални или за некомерцијални цели. Сега, таа содржина, иако нема авторски права, сепак е лиценцирана според лиценци за слободна документација. Тоа се GNU и Creative Commons, има различни верзии, 3.0, 4.0 е последната, која што пропишува дека содржината може да се користи и слободно да се споделува. Сега што е работата? Без оглед дали за комерцијални или некомерцијални цели. Дали има некакви обврски тој што ги користи? Тој што ги користи има обврски да го лиценцира тоа што го презема со истата лиценца. Значи, ако јас користам лиценца Creative Commons 3.0 сподели слободно, тогаш оној кој што ќе го преземе тоа од мене е должен да го лиценцира тоа според истата лиценца. И да го наведе претходниот автор. А така, да го наведе авторот, значи тие Ама ништо друго освен да го наведе. Тоа е идејата. Така. Идејата е да се шири мрежата на користење на значи да остане слободно тоа, дури изведеното дело пак да биде од ист карактер, да не биде сега ова е мое, да има својатање, нели? Ти слободно сега, ама ја не слободно ќе го направам сега и веќе го затварам. Туку кругот мора да се врти. Кој е проблемот со кој што се соочуваме тука? Пример, има некој кој што сака да создаде нешто, кој што сака потоа да го заштити како свој авторски труд. И сега, например, ако земе нешто кое што е лиценцирано според Creative Commons и го прикаже како свој труд, тоа не значи дека е негов труд, бидејќи тој веќе го има преземено од некаде. И сега нема да биде коректно лиценца да го пропишува и тоа право, некој да презема и да може да се го заштити како свој авторско право. Бидејќи реално не е тој создавачот на тоа. И затоа минимално нешто кое што може да се направи, веќе кога не треба да се плати за да се користи таа содржина, е да се наведе од каде е тоа преземано
и дека ќе биде лиценцирано според истата лиценца. Честно е да се Односно ќе биде оставено исто како што било на местото каде што е преземено. Во истиот дух. Да, да. Дали ова се работи само за текст или за слика, за звук, бидејќи Википедија содржи, нели, фотографии, користи мапи, користи текстови, има звуци, нели, они аудио фајлови и имаме така графика, диаграми многу направено. Да, апсолутно за се важи тоа. Има мали измени во тоа за текстот што е, за сликите што е. Ама начално важи и за тоа и за тоа. Значи кога го преземаат така, кога го преземаат господата во медиумите, ние со на драго срце би ви го дале сето тоа што ние сме го напишале, бидејќи тоа е поентата. Значи ние сме општонародна енциклопедија. Работата е тоа да се спомне основно, како што го прават тоа во други земји, дека е преземено од Википедија. Не од кој го напишал, бидејќи има многу луѓе што го пишувале, менувале, тоа е идејата, нели? Меѓутоа дека од Википедија. Така, сакам да се надоврзам тука. Надоврзувајте се слободно. Дека не е само за текст, туку и за некои други мултимедиални содржини. Работата е што Википедија е само еден проект од повеќето проекти на Викимедија. Значи, кога е основана Википедија, е основана само енциклопедијата. Меѓутоа има други поврзани или така наречени сестрински проекти, кои што се или збратимени проекти, се едно, кои што се поврзани со Википедија. Всушност, тие го користат истиот софтвер и функционираат на ист начин. Сега, еден од тие проекти се нарекува заедничка ризница или на англиски Wikimedia Commons, која што всушност има за цел да собира слободни содржини кои што не се текст, кои што се или слики, или некои видеозаписи, или некои други мултимедиални содржини. Значи, всушност тоа е како ризница, од каде што може да се преземаат слики или некои видеозаписи и да ги користи било кој за комерцијални и така натаму. И било која Википедија исто да ја користи. И било која Википедија. Тоа е централно во сите. Да. Најголем обслужувач на тие мултимедиални содржини е Википедија. Бидејќи секој корисник на Википедија оди таму, проверува дали има некоја слика, бидејќи знае дека сите слики таму се слободни за употреба. Но тие слики содржат прилично генерали. Која сликал, кај ја сликал. Так. Која што е на фотографијата. Значи, ако му треба некој цитат од, не знам, Јакутск, сака нешто да напише и да го илустрира тоа, он ќе најде прецизна, точна фотографија токму од тоа. Но ја ако сакам да напишам новински тексти да си го објавам на мојот портал или во емисија или во вестник, можам да се повикам на извор од Википедија, да најдам таму ако ми треба како новинар содржини или ако учам или било што да се занимавам, да најдам содржина да искористам, само да напишам by Википедија или од Википедија, нели? Тоа е барем што се вика бонтон, основно, нели, кога ќе ти подаде некој нешто, да му кажеш благодарам. Ете, до толку овие луѓе бараат од нас. Но кажете ми, дали Википедија, кога е формирана, кога Велш ја формира, дали има еден заеднички именител? Например, вели, овие содржини очекувам сите да ги споделат. Знаењата на Леонардо, карикирам сега, например. Леонардо, не знам, Исак Њутон, културно светско, културно богатство, нешто што е што припаѓа на целото човештво. Дали има некакви такви насоки кога се формира една Википедија да ајде да речем, или задолжително или препорачливо да ги има тие. Значи едно јадро од содржини кои се исклучително важни и од кои би се почнал. Не, тако нешто нема. Нема. Значи толку е либерална, толку е демократска. Апсолутно. Од почетокот, буквално јас првата статија што ја направив во животот беше на англиски јазик, и тоа не на македонски, дополнение измена, а не фактички тогаш и не ни постоеше статија за пијанистот Симон Трчевски. И буквално јас можев да ставам што сакам со тоа што секогаш има некои што ќе те намирисаат одма ако правиш нешто што не треба. Значи тука да нема. А тоа ќе збориме сега после. Нема дилеми. Значи можам да правам апсолутно што сакам. Мислам дека дури и Џими Велс јас немам чуено такво нешто да он рекол дајте прво вакви работи да правиме. Има на Википедија, на секоја Википедија на нашата, има вики проекти, што значи тоа се организираме некои користници велиме луѓе оваа тема е слаба,
дај да правиме список на работи што ни фалат. Браво. И да ги покриваме. Меѓутоа, тоа е слободно и тоа мислам дека почна дури и понатаму. Не е во основата, значи он никаков диктат нема да. Јас би рекол дека зависи од самата заедница, од самите корисници на Википедија. Така, ве сватив. Бидејќи скоро на секој јазични изданија, мислам дека најпрво на англиски јазик тоа, е создаден список со 1000 потребни статии. Тоа се статии од општи теми, да речеме статии за држави, за некои познати градови, за познати личности. Не само за тоа, познати предмети. Од физиката, од хемијата, значи има широк така, спектар. за некои најосновни поими, значи да се соберете 1000 на збир, кои што треба да ги има на Википедија. Сега, на различни изданија на јазични изданија на Википедија, тие списоци се гледаат, се уредува според нив, меѓутоа сепак самата заедница е таа која што одлучува конкретно кои се содржините кои што ќе бидат застапени на Википедија. Заедница сте вие 10-15 души што ги пишувате статиите. Имаме едно провизор. Не сме 10-15 души. Ние сме 10-15 најактивни. Најактивни. Најактивни, од кои дел сме администраторите, меѓутоа сите ние пишуваме содржини секојдневно. Но има многу луѓе што го прават тоа кој на повребена основа, кој ад хок, кој ќе биде активен едно време па ќе се случи, кој баш го интересира пише за тоа и за тоа ќе пише и готово. Значи има најразни варијации. Значи во секој момент покрај јадрото на најважни секогаш имаме уште сигурно со пристоен степен на активност имаме уште тројно повеќе луѓе. Значи што кој како што. А има комплетно ад хокери да ги наречеме, има можеби 10-15 пати повеќе од тоа што онака ќе си приуреда нешто. За овие 14 години 80 преку 80.000 статии, не? Ние не сме 14 години. Ние сме од 2005. Од август 2003, така, практично 14-ти роден ден. Вие сте 10 години е Википедија на македонски јазик, 14 години е Википедија на светски рамки. Генерално, Википедија на англиски јазик има преку 4,5 милиона статии за 14 години. Вкупно инаку има Википедија моментално е достапна на повеќе од 280 јазици. Мислам дека и тоа вреди да се спомена. 280. Да не ми го кажавте, ја мислев дека и 280 јазици. Вау. Вау, фасцинантна работа. Јазици кои не сте ги чуле дека постојат. Да. Не сум. Варај, сте чуле? Не, како рече? Варај. Варај. Како песната на Алка Вујчица. Да, добро. Каков јазик е тоа? Тоа е јазик кој беше, мислам дека исто така од филипинските јазици. Не беше некој креолски јазик? А може да беше креолски? Не, некој астронезиски јазик, меѓутоа мислам дека има некои додаци од не мора да бидете прецизни, се збориме слободно. Има примеси заради колонијалното минато, ама е ситен јазик, значи не е, има кебуански се разбира. Кебуански, да. Тагалок, ама тие се побитни јазици, повеќе има на Филипините луѓе што зборуваат. Јанко, ама тие 280 не се ни 5% од сите јазици кои што постојат. Така. Има список на јазици преку 5000, така што. Јасно. Вау. 280 не е ништо. Научив нешто вечер од википедијанци. Така, значи ќе се избрукав. За овие 14 години над 280 јазици. Фантастично. На Википедија на англиски има најмногу, над 4,5 милиони статии. Потоа има некои други јазици на кои што има повеќе од милион статии, тоа се јазици као германски, француски, италијански, руски, шпански, холандски, шведски за изненадување. Да, тоа е за изненадување. Значи заедницата на Википедија на шведски и на холандски јазик е доста активна, така што има одредено повеќе од милион статии. Не заборавај дека швеѓаните тоа насилно го направија. Што ни направиле швеѓаните? Не нам. Швеѓаните малку одеа со иле и правеа автоматизиран начин на правење статии, значи гледаат база на сите можни животинки што постојат, нели оние крилчиња со некои апсолутно неизговорливи имиња и така натаму, значи она номенклатура биолошка и за секој од тие роботски по една статија тоа и тоа е и ќе види тоа во правото што е крил или е рибка или е ова и тоа ќе напише и толку му е статијата и тоа автоматски така се наполнија дебело со такви статии, па норвежаните се изфрустрираа и рекоа на што личи ова е. Ама ова има компетитивност меѓу вас, тоа разбирам. Апсолутно има компетитивност, да. Добро, тоа е еден од иако немате вие никаква материјална корист, ништо, никој нема од ова. Тоа е чест и родолюбивост. Инаку оно што го зборува Бојан е еден од чините на кои што може да се злоупотребува со бројот на статии. Вака,
нам, мене и на гледачите, број на статии не ни значи ништо, нели? Но интересно ми е дека во заедницата тоа е некаков начин на статусен символ или покажување интелектуална да кажеме моќ. дека е инспирација, овие имаат толку статии, сега да ги стигнеме. Или овие имаат статии за тоа и тоа, ние немаме сега да го редуваме тоа. Тоа е редовна инспирација, Тоа е редовна инспирација кај најголем број на корисници. Вау, какви добри имаме асоциации од ова што го слушаме, една слика за една фантастична борба, или што викаше Гоце Делчев, јас светот го разбирам како културно поле, како поле за културен надпревар помеѓу народите. Токму тоа вие тоа го правите. Наша максима апсолутно. Тоа вие го правите, луѓе мои. Браво. Фасцинантно е. Има сега теми кои треба да ги отвориме, а тоа е пишување статии, кој може и како тие статии да добијат валидност. Но, ќе направиме една пауза, време е за првиот блок реклами, веднаш потоа продолжуваме со програмата. Бидете така, драги мои. Драги мои, морам да ви признам, многу ми е интересно и забавно со моите гости вечерва, википедијанците, господинот Кирил Симеоновски и Бојан Јанкуловски, кои се во студиото вечерва со нас. Во паузата проговоривме сосема на кратко во врска со тоа за какви само детални работи се иде. Значи, не само оние општа култура, туку такви детали да се изнедат. Еве, например, им реков, дали ви е интересно, викам, да пишувате статии, например, бидејќи има луѓе кои играат многу во кладилница и играат на некоја трета, четврта лига, на некои маргинални земји, маргинални клубови, локални клубови, кои имаат добри коефициенти, но некојаш ќе се заинтересираш кој е тој клуб и едноставно да видиш. И што ми посочија? Дај го компјутерот режија. Вика, имаме човек кој уредува македонски клубови до таква, значи, она деталност во најниските нивоа рангови. Еве, например, Пчиња Юнајтед. Дали сте знаеле дека ние имаме клуб кој се вика Пчиња Юнајтед, основан 63-та година, од Куманово, со стадион Златни песоци, со 1104 седишта, дека учествува во 4-та македонска лига, 2009-2010 биле 7, па историја за клуб, па и така натаму, и така натаму. Фантастична работа. До каде иде ова? Навистина фасцинантно. Еве, малце чисто да заинтригираме и пошироката публика. Значи, Википедија е светска онлайн енциклопедија. Википедија е на македонски јазик, е токму тоа што го кажува. Енциклопедија на македонски јазик. Предпоставувам дека она што е општа историја на македонскиот народ, на ова поднебје и така натаму, ви е пренесено, е објавено и јас сум го проверил милион пати. И сега ме интересира. Прво, како може да се стане дел од вашиот тим? Како може некој да пишува, па дури и адхок да пишува? Како ќе разликуваме, значи ова ви се неколку подпрашања, па ве молам за широк одговор. Како ќе разликуваме, например, некој ако пишува некое свое сведоштво? Жив сведок од Втората светска војна, нели? Па го пишува некое негово сведоштво. Како, во која рамка, каде ќе се стави? Дали може да биде објавено како такво или само? Како се одредува што може да биде објавено на Википедија? Тука очекувам надолго и широко да ми објасните. Прво за тоа како се уредува на Википедија, многу едноставно. Потребно е само да отидете на било која страница на Википедија. Добро. И во горниот десен нагол може да го прикажете тоа. Така. Има како повеќе опции. Едната е читај, другата е уреди. Докато го притиснете на уреди, ќе ви се отвори страница со прозорец за уредување. Добро. И таму може практично да менувате содржината. Значи, во овој текст на Пчиња Юнајтед, ја мождам уште сега да додадам некои работи овде. Да. Сега, работата е што доколку тоа го направите без да бидете најавени на самата Википедија, така, вашите уредувања ќе бидат прикажани преку IP адреса. Така. Инаку тоа е прикажано во историја, може да отидеме малку погоре. Тоа е третото јазиче. Значи има читај, уреди и историја. Во историјата всушност е прикажано
тоа кои се корисниците кои ја менувале содржината, на кој датум, што е изменето, во И то во врска со оваа статија ФК Пчиња Юнайтед. Да. Вау, колку луѓе учествувале овдека. Значи, не знам, Бања... Тоа сум јас. Тоа сте вие. Бајан Куловски. Бајан Куловски, се извинувам, наочари и мене ми требаат. Потоа тука М4R51N, Маријан. Така, тоа се се кориснички имиња. Да, Ако одите многу подоле, гледате дека има IP адреса. Так. Да, сега што е тоа? Ако некој не е најавен на Википедија и направи уредување, негово да ќе биде прикажано преку IP адреса. Што значи тоа? Тоа значи дека е прикажана самата IP адреса, односно местото од кое што тој корисник го направил самото уредување. Така. Што Сега, значи ако направил нешто недозволено, преку IP адреса може практично да го најдам. така. Тоа е работа. Или органи на прогонот, или самите Да. вие и така. Тоа е ретко. Меѓутоа препорака, Така. па до сега нема да го случи. Аха. Меѓутоа препорака е секој кој што сака да уредува на Википедија, Да. земе да се пријави, односно да создаде корисничко име, Така. како што се тие кои што ја уредувале оваа статија. Дали Тоа тоа се значи врши во ова горниот, да, во горниот направи десен сметка? ъгол. Да, направи сметка. Така. Се отвара прозорец за создавање на корисничка сметка. Од десна страна има некои податоци. Колку уредување има на Википедија на македонски јазик, колку статии, колку Гледате колку вкупно уредување имало? 3.384.024 уредувања за 80.376 страници. Значи за 80.000 статии, додадување, допишување, пишување, внесување и така натаму, вкупно 3.384.000. Тоа е релативно, Јанко, заради Така, тоа што така. некогаш луѓе пишуваат, јас многу често пишувам се од А до Ш, менувам и на крај ќе стиснам зачувај. Се разбира, може меѓу време и преглед да се направи, кога ќе стиснам зачувај и потоа може да има нешто, може да нема заменување, биејќи сум бил однапред внимателен. А може да има пак многу луѓе што нели ги правеле уредувањата, како да кажам, јас имам на една статија многу пати мои уредувања, да додадам. За разлика од некои статии што има уредувањата разни луѓе. Значи тоа квалитативно се разликува, не е само квантитетот. Дали некој може да влезе во твојот текст и да го изменува твојот текст, ако не се согласи? Секако, тоа е поентата на Википедија. Вау. Всушност поентата е да се надополнуваат корисниците меѓу себе. Еден ќе уреди нешто, други го надополнува. Дури ако сакам, на пример, сметам дека има некаква граматичка грешка, можам да интервенирам во текстот. Тоа секој ден го Тоа е прави. поентата. Тоа ја го бев правил на таа статија што покажав ти за тоа. Да, да, разбирам. Кажете ме, се ова е интересна работа. Знаете, ја ги повикувам моите гледачи. Ја имам, значи, многу широк диапазон на гледачи. Од најмлади до најстари. Многу од нив, ете, во ова време, наоѓаат мене и мисијата како блиски пријатели, па да им давам нешто интересно, па да ги заинтересирам за нешто, така натаму. Често пати јас слушам за овие 15 години колку ја тркалам оваа емисија, многу интересни истории од луѓе. Значи, разни сведоштва. И така натаму. И некојаш им викам, земете, запишете, ќе исчезне. Има работи кои и вредат. Например, од македонско културно богатство. Некоја песна се сетил дете, нигде не е запишана и така натаму и така натаму. Постои ли он, например, можност некако тоа негово сеќавање или размислување да го материализира, да го објави, еве, например, не знам, обичај, адет во некое си забито место каде што никој не го памти тој адет и така натаму, а сепак ете било и се случило и што ја знам. Кој се кажа? Вака тоа е доста интересна тема. Не мора да е адет, може да е од култура, може да е од Обично- спорт, може да е од музика, може да е од сведоштво, може да е од историски аспект, може да е од политички Културна вредност или наследна вредност. било или да. наследна вредност. Така, добро. станува збор за работи за кои што се доволно значени за да има статија на Википедија за нив. Сега работата Или пасоси да бидат обработени. така, сега работата во врска со веродостојноста на содржината на Википедија. Тоа е многу важна работа, една од клучните работи во врска со Википедија, односно дали содржината може да се смета за веродостојна или не. На Википедија постои еден концепт кој што се обидува да биде што е можно потранспарентен, односно на крајот од секоја страница на Википедија имате наводи, користена литература,
надворешни врски или било што кое што се искористило за да се напише таа содржина. И тоа и ја додава тежината на вредност и вистинитост. Наводите се фусноти. Фактички во самиот текст се знае што е, ова треба да се наведе, биејќи тврде. Тоа се тие хиперлинкови, да речеме, така? Не, кај нас се има македонско име, ама да. Да, добро, се извинувам. Сега, работата е што генерално, како и за било што, кога се подкрепува содржината, односно вредостојност на содржината во некоја статија или некој труд, предност секогаш имаат писмените материјали. Односно, оние кои што се напишани. Бидејќи тие полесно може да се проверат. Се начално по-авторитативни. Така. Главно во посебно време може да се стават и видео записи од некои познати новински агенции, например како BBC, CNN, кои што укажуваат на нешто, кои што може да се искористи за да се потврди вредостојноста, па дури од некои наши медиуми, ако се сметаат дека се веродостојни. Меѓутоа, некои устни преданија, дека некој отишол во некое село, го прашал мештанинот таму, во врска со тоа, собрал знаење и сега тоа да го искористи на Википедија како извор, дека навистина тоа е така, таквите извори не се сметаат за многу веродостојни, бидејќи секој може да каже такво нешто, меѓутоа тешко се проверува. Сега, например, некој ќе го прочита тоа и сега ќе си каже за ова да се провери, не треба да се најде книгата, туку треба да се отиде во тоа село, да се најдат тој мештани и да се праша дали навистина тоа е така. Тоа е веќе новинарска работа? Не само новинарска. Јас тука би сакал да дополнам. Тоа е работа на истражувачите во својата област. Ние бидејќи сме енциклопедија, ние претежно заведуваме веќе постоечки знаења. Некој што веќе извршил истражување. Да, но ги заведуваме на начин на кој што е лесен, достапен за јавноста, а не или да не знаат луѓето ништо за одредени области од нашата земја и историја, а тоа верувајте ми има подоста, или да знаат само тие, нели, да треба да одат во правливи архиви и да дознаат на тој начин. Значи тоа не е начин на народно просветлување. Се извинувам на астрономскиот поем, меѓутоа тоа не е начин да се нешто напротив, луѓето треба да знаат, да имаат лесен пристап или да им се стави до знаење, а потоа да имаат желба, ако сакаат понатаму, да детализираат, нели, да одат поподробно во Значи, ако веќе ги повикуваме за вакви работа, сведоштво и сеќавање, тие да бидат рамки додадени во веќе постоечка статија, која би било, например, културно-историско наследство или некоја така... Нема постоечка, тоа треба да биде нечие дело на некој стручен човек. Значи, бидејќи кажуваме, собираме народни утврди, значи, кој е, да речем, меродавен за тоа, тој што е етнолог. Предноста тука на Википедија е тоа што ние можеме да соработуваме со етнолози и да правиме проекти, како што веќе правиме, многу од работите, не праша следишно за тоа, кај што буквално... Не чекај да те прашам, кажувај. На терен, веднаш, на терен одиме и некои од работите можете да своја рака се прават, например сликање како документирање може на своја рака се прави, некои од работите слика документираат, некои пак може луѓе да се поттикнат во соработка со нас да направат таков труд кој потоа можеби ние на друг начин би му помогнале, кој потоа би користел нас како основа за наши статии, меѓутоа го заведуваме ние трудот, кажуваме за него на енциклопедиски начин, а трудот сам по себе ќе си стои доле во врска или линк по општо кажано. Што може широката публика да придонесе? Дали е ова добро да се објави, например, учествувајте во Википедија ако имате што да кажете? Дали е тоа добро таков апел да кажам вечерва? Не. Секој има што да каже, тоа не е прашање и услов. Така. Јас вакво нешто би рекол. Кажете. Има разни начини на учествување. Едниот начин е буквално како досегашните фотонадпревари, кои се испоставија многу успешни, дури по најсилни меѓународни. Може и по-детално знам, затоа што го популаризиравме фотонадпреварот овде. Така, веќе ме влегуваме во проекти кои што ние ги организираме. Јас сакав само малку површно да кажам. Слободно. Имаме време. Слободно бидете обширни. Тоа бар не е проблем. Значи,
Бидејќи сме и меѓусебно многу опширни. Така и треба. Задоволство ми е да ве слушам. Сите нешта кои што се стават на Википедија, кои што не се од, значи или треба да бидат од постоечки книги, или ако е по тековна работа од весник некој што се смета за нели погледна, да не е многу трашерски. Меѓутоа начелно од некаква си литература. Сега има две работи кои сакам да ги нагласам. Една од работите е на многу светски теми на кои кај нас нема материјали, просто ја преведуваме англиската. Така, таму си стојат изворите, сите се запазени и тоа е тоа, меѓутоа имаме на македонски јазик и срочено на македонски начин и пред се луѓето треба да настојуваат да прават и малку во речениците паралела, не можат баш многу, ама така да направат да има осет што е тоа што го имаме кај нас, што има свој соодветник во светот. Да не биде кај нас нема ништо, во светот има се, бидејќи тоа не е вистината. Вистината е светот треба дружно да работи и да ги спознава. Па на пример јас имав пишувано за некои од народните старите верувања празници како летник, тие многу стари. Ово се интересни работи, па ја на ова мислев. Ќе ви кажам, баш се наврзува сега за тоа. И значи, кога тие работи спишува, јас како бев инспириран од тоа. Чув дека некој рече, што е тоа Midsummer на англиски, тој некој нели прекрасен староверен празник и така натаму, ние тоа го немаме и гледам се расправаат луѓе, ау го немаме, и јас викам, чекај, не е можно тоа. И отворив соодветните книги, што ги најдов, и гледам кој е еквивалентот кај нас. Јасно. И кога се пишува статијата, јас не го покрив само нашиот летник како летник или нешто слично. Не знам дали Midsummer беше точно летник, се извинувам, не сум во таа бранша, а меѓутоа, знаете, споредувам во нив англиското со нашето, па или со друг јазик и така натаму. Вау, чекај, ме заинтересира. Имаме време. Летник е македонски народен празник кој што се празнува секоја година на 1 март по стар календар, поврзан со враќањето на птиците преселници од јужните краишта во Македонија. Овој празник всушност во народните верувања е празник за почеток на пролета, односно летниот период на цутење на пупките, дрвјата и почетокот на земјоделските работи. Поради ова негово значење, празникот често е квалификуван и како празник за почеток на годината во смисол на активниот работен период. Празникот најчесто се празнува во Западна Македонија, Галечник и Мијачијата, Голо брдо, Пустес, Дебарско, Преспа, Охридско, Струшко и така натаму. Јас може ова да не бев јас изворниот, меѓутоа бев дополнувач. Меѓутоа знам дека во контекст на вакви работи, на пример, прво истражено од наши книги, ова си постоело, овие книги 5, 60, 70 години си седат таму. Така? Значи не е дека немаме литература, Јанко, меѓутоа не се обнародува таа литература. Еве го, да. Значи, древно македонскиот аспект. Например, точно. Будимирски Драгослав, македонците во Албанија, студентски збор, Скопје 1983, страница 151. Точно. Сте го зачувале за секогаш што се вика. И таму е обширно, меѓутоа ние до некаде го простуваме, меѓутоа се повикуваме на изворот. Друга работа е тоа што и слики треба да ставиме инаку, ама треба да отидеме и се поврзува со нашите активности, треба да отидеме во село да сликаме. Јасно. Но може сега некој да се инспирира, да ви направи слика и да ви испрати слика. Тоа прават луѓе често. Така. Самите ставаат. И така ќе се надополни на ова. Тоа е надоградувањето, значи тоа е народниот карактер на Википедија. И овој летник или слични празници можеби малку се смеша со примерот, меѓутоа овие работи многу лесно како дел, како поднаслов се поврзуваат во светот, еквивалент во светот меѓународно, така натаму. Значи, создаваме чувство на тоа што ние имаме овде, што е исто, можеби од исти корени, можеби во други земји дошло и од кај нас во древноста. Еве, фасциниран сум од древно македонскиот карактер го видовте. Фасциниран сум. Значи, работите се поврзуваат, ме разбирате? Одлично. Се поврзуваат од разни книги, се прават тоа. Значи, ние не претендираме да бидеме научници, ние сме енциклопедисти и документираме. А меѓутоа тоа е важно бидејќи се дава на знаење на јавноста, а потоа на секој од нас, на неговите интереси и желби да навелигува понатаму. Затоа ние настојуваме да соработуваме со установи, да имаме што повеќе ресурси, да не седат правливо така. Одлично. Да ги користиме во вадење. Јас не сум знаел, ние имавме во статија, кој беше блатото, Кучевишко блато?
Беше, мислам, че дека беше така нешто. Кулчевишко блато, Јанко, Може да се провери. било заштитено како резерват уште во 11 век. Јас тоа никогаш немав да го дознам. Катуановска боца. Или може беше Катлановска, може Провери беше Катлановска Кулчевишко. боца. Се извинувам, ова е работи сум ги видел вака, не сум ги работел јас. Мислам дека не беше Катлановска. Да, Катуановска. Ајде подолу? Ајде. Се појави. Првото, Јанко. Не, првото. Ето. Да, тоа е мочуриште општо. Мислиш дека ова? Да. Да, тоа е тоа. Во литературата познато како Катлановско езеро, мочуришна површина во Скопската котлина, ботанички и хидролошки, ориентолошки резерват. Да, имаше и протести пред едно 10 години. Мислите било резерват во 11 век? И тогаш било резерват. Тоа не го знаев. Како изгледа од десната страна. Некој се потрудил да направи. Некој направил. Некој дека го сликот Катланова. фотографирал, да. Некој дали е мештанин, Ова дали веќе е... е, да. Ова е дефинитивно мочуриште. Да. Значи, замислете, значи, добиваме ние една перспектива за тоа какво е минатото, каква е сегашноста, да може да не ни се допаѓа, и каква треба да биде иднината, согласно на тоа што било, како било во една земја и како треба да биде. И се разбира, сите статии што се однесуваат на странски тематики, гледаме во што е во странство и велиме што од ова, нели, кај нас може да се подобри. Во случајот, Јанко во 11 век, јас не знам колку имало земји што заштитувале нешто. Не го заштитувале тоа од апсолутна еколошка смисла, а меѓутоа кнезот таму морал да го заштити бидејќи станувало прекористење, преголем риболов и така натаму. Како успевате да не стане ова Facebook или Twitter и да се наполни со коментари? А ја мислам вака, ја мислам онака, или да си напише некој свое мислење, некој да го надополни и тоа да биде во бескрај, туку да ја има оваа енциклопедиска научна форма. Бидејќи Тоа сакаш ти, апсолутно. Јас ќе одговорам. Така, иако Википедија секој може да уредува, сепак се знае дека енциклопедија има енциклопедиски карактер и си има свој препознати стил на уредување. Секој кој што сака да уредува мора да го почитува тој стил и да се придржава кон него. Сега, тоа самото по себе повлекува заедницата да прифати некои правила, така наречени правила на игра кои што важат на Википедија. Значи, иако Википедија секој може да ја уредува, не значи дека нема никакви правила на игра и дека може да се користи како форум, како Facebook, како било што. Така, кажете ми ги, кои се тие правила? Така. Всушност Википедија се заснува на 5 основни начала, 5 столови, меѓутоа има и некои други правила кои што се користат и се применуваат на Википедија. Тоа се правила за неутрална гледна точка. Неутрална гледна точка, да. Добро. Дека секоја содржина мора да биде со урамнотежена гледна точка. Да не повлекува ниту на една, ниту на друга страна. Особено таа неутрална ни гледна научно, точка. ни политички, ни етнолошки. Да, особено тоа така се применува во статии поврзани со историја и со политика. Добро. Да. Меѓутоа и научно ти имаше такви работи во лингвистиката, например на англиската кога се дискутираше. Така да, сепак се тегнеш главно таквите теми се поврзани или со политика или со историја и најголемата потреба за достигнување на таа неутрална гледна точка е во врска со овие статии. Конкретен пример, постојат некои настани од историјата и политиката кои што различно се толкуваат. И дури за повеќе страни има различни... Поготово овде на Балканите. Можам да замислам. Дефинитивно. Да. И за повеќе страни има веродостојни материјали, односно докази за кои што може да се потврди таа содржина. И затоа се пропонуваат страниците за разговор и некоја страница за разговор представува задната слика на Википедија, на секоја статија на Википедија. Може да покажете Може таму. горе лево да видите дека секоја страница Има свој од разговор. левата страна си има страница за разговор. Лево Јанко, лево горе. Горе лево. Страница, Страници десно до него не за има разговор. Десно во него. Малку погоре. Десно од логото. Десно од логото. Горе, така, Разговор. Така. разговор. Во случај не верувам дека има нешто, Да, тоа е за оваа шаблон статија само. нема, бидејќи Ова е дел од проектот. не е оспорена содржината, всушност страницата за разговор представува место каде што сите корисници кои што сметаат дека нешто треба да се промени во таа статија, може да го искажат своето мислење. Така. Значи, Ова тоа е представува интересно. место каде што всушност се подобрува квалитетот на самите содржини. Таму се водат дискусии за тоа што треба да се промени, како треба да се промени, се изнесуваат различни гледишта во врска со статијата, Скопје се со мала... публикуваат некои работи. Немаме статија за тоа. Не, добро. Мислев, Така што, да, конкретно Скопје, мислам дека тука Скопје. би требало да има нешто на страница за разговор. Може да отвориш? Да.
И овде нема. Тоа се има. Значи дури има и извршени промени што се направено. Така, што е менувано, кој што мисли во врска со тоа. Работи кои мора да стојат. Ова никој го напишал како наслов и ви сугерира. Ова се, да речеме, сугестии од други корисници. Сугестија, прашање одговори, мислам, така, сугестии но не се внесени. Кој ќе одлучи што од ова ќе биде внесено? Тоа зависи од самата седница. Да речеме, некој корисник предложува нешто, се јавуваат други корисници, ако достатен број на корисници се согласуваат, тогаш промената може да се изврши. Сега, да не испадне дека корисникот не смее да ја менува содржината. Доколку корисникот најде на нешто кое што му е вратено, бидејќи некој друг го оспорил, страницата за разговор е местото каде што тој спор може да се разреши. Значи гледа направил нешто, ама му го отповикал тоа. Вика, а зошто, како, па нели 3 точки, нели? Ваков пример, јас направам нешто, Бојан го оспори тоа и ми повикал на страницата за разговор да го решиме тоа. Ние викаме и други корисници да кажат што мислат врска со таа тема и на тој начин го решаваме спорот. Можам да замислам дека во прашањето кога се македонскиот национален идентитет имате такви проблеми. Не меѓу нас. Не меѓу нас. Никако, никогаш. Меѓутоа, да, имаме. Од надвор? Да. Како ги решавате тогаш тие проблеми? Еве, например, читам овдека, вика, администраторе, ве молам, никогаш не смее да се случи, ова е некој коментар, нели? Не мора ни да е валиден ни значаен, но стои како дел. Ве молам, никогаш не смее да се случи на нашава Википедија да има бугаризирање или грцизирање на наши статии. Ве молам, бидете побрзи. И така натаму го напишал на 13 ноември 2007 и слично. Кој се кажа да одговори? Дали ова во тој дух дека сте под притисок, например, кога ќе напишете нешто? Ние сме македонци, тоа и сега доаѓаат од другата страна. Како ги решавате тие проблеми и како изгледаат нивните претисоци? Пошто предпоставувам дека грците и они си пишуваат своја верзија за Македонија и македонци. Бугарите исто си пишуваат верзија што е Македонија и македонци и така натаму и така натаму. Како со тие работи? Тоа се малку историски во овој момент жешки теми, бидејќи нели ние како држава уште се бориме да се избориме за една базична работа, име идентитет, што е нонсенс. Но за жал вие како интелектуалци наместо да се бавите со брейнсторминг, вие мора да се бавите со базични историски работи кои сигурно повеќето од заедницата на Википедија се бави со црновиот акцелератор, одошто со својот идентитет. Со се и се што се бави. Бјанко тоа не рече 2 пати. И норвежаните и швеѓаните се рендаат, и филипинците и индонезијците се рендаат. Не можам, кажи 2 земји што се соседни и ќе ти покажам. Има секогаш. Секогаш. Да, браво. Секогаш. Секогаш. Добро. Да не се разочарувам дека само ние балканците сме такви сегде. Многу далеко од тоа. Може да не ги спомнувам французите и германците или какви тиради имаше на таа тема. Уште од Прва светска војна ги терата. Да, сега само електронски да се положиле да ги прават. Мислам тоа да се разбереме. Англичани французите и така. Германците мислам Алзас. Тоа што е? Па тие расправи. Па тоа е бидејќи едните и другите имаат извори, едните и другите имале наука. Да речам своевидна, меѓутоа не до таа гледна точка. Тие судири, тука е она што го викаме шкакливо. Значи, како кој да се одреди, што да се одреди, па некој трет, па некој четврт. Нешто слично нам, иако не баш исто, не се случува и со овие, значи, да речам, на некој начин. Извини само те прекинам овде. Менување. Јас во последно време, пред неколку месеци, налетов на статијата за Фредерик Шопен на англиски јазик. Добро. И гледам дека имаше некои делови кои што беа дискутирани на самата страница за разговор и таму буквално имаше корисници од Полска и од Франција како се кара за неговата националност. Дали тој ќе биде пољак, французин, дали се гордел со тоа што бил пољак, што значи тоа за едната и за другата нација и така натаму. Тоа е истото и за Никола Тесла, дали се гордел, нели баш тие дали бил југословен, дали бил србин, дали бил хрват, што бил, како бил, се дали има кажано он дека е едното и другото, хрват, проживеанство, србин, да не кажам, сега нека ми извинат луѓето, бидејќи има и други проблем, баш Тесла скоро му беше годишнина од неговата смрт и пуштив документарна снимка од неговиот закоп, каде телеграмите ги имате видено? Не сум ги видел, но ја свиреа тамо далеко на погреб по негова желба,
а ковчегот му беше покриен со југословенското знаме. Југословенското од пред Втората светска војна Југославија, нели? Значи последниот, иако не е релевантно сега на нас, ќе кажам последната телеграма се однесува, значи мислам дека со премиерот е преписка во тоа време во 40-тите, почетокот е крај. Премиер во 30-тите. Пашич, мисля, че. На Југославија премиер. Да, премиер Југославија, преписка и он вика сакате на македонски да го кажам или во оригинал? Што збориш? Телеграмата. Сакате во македонски или во оригинал да ви ја кажам? Постои тој документ, го имате вие содржано? Се разбира, да го имаме на Википедија. Значи, ајде не сега. Значи, вели, се гордеам со мојата југословенска татковина. Така. Не, и со сите народи кои живееле во неа. Меѓутоа, вели, се гордеам да сум... Како да го напишам Никола Тесла писмо, проштално, последно? Не баш, ама добро. Значи, вели, се гордеам со мојата земја Хрватска и со мојот српски народ, ентитет. Значи, човекот очигледно имал, нели, бил вистински југословен, со други зборови. Така. И да живее кралот, така натаму нормално. Нели, со сите салтанати си ја ова мислам дека не знам дали ќе биде спомнато во статијава. Не, ова е документ што сум го видел. Како сте го уредувале, роден е во рамки на Австро-Угарија, па и знамето на Австро-Угарија ставено, починал во Соединетите држави. Мислам, самата библиографија, нели, која за една личност. Прегледноста, да. Прегледноста и така натаму, неговиот пасош, телеграма. Телеграмата може да се изведе. До Владко Мачек. Не, се извинам, со Владко Мачек. Со Владко Мачек. Владко Мачек беше министер, чинам. Хвала многу, ценjeno и честитки и почести, еднако се поносим мога српско рода и моје хрватске домовине живели сви југословени Никола Тесла или великом сину српског народа. Так. Значи ова е црно на бело. Не, фасцинантна работа е Никола Тесла, не е само нели од нашите краишта овдека, од овие, туку е значаен и за светската култура овдека. Немам сомнеш дека ги има и сите наши нели значајни историски личности. Кажете ми, како успевате да не станете портал за дневна политика, да ги издвоите значајни, бидејќи и во дневната политика постојат значајни настани кои изменуваат историјата и се битни. Шарли Ебдо дефинитивно ќе биде заведен како историски факт, иако е дневна политика во моментов. И да тој дириме и статија. Веќе имате статија. Не, веќе имаме истиот ден, мислам дека бевме направили статија. Мислам дека е пукање во Шарли Ебдо. Да, пукање во Шарли Ебдо, така ја одредив. Така би требало да се вика. Сега не знам колку е подновено со апсолутно најновите работи. Пукање во Шарли Ебдо. Ова е, да, место, координати, па дури имате и координати кои ќе ме однесат на Google Maps, претпоставувам. Не имате избор. Не, мислам дека грешно се направи, треба се стисне на него. Се извинувам. Буквално се стисне. Тоа не ми е јасно. Ова не ми се случи, денеска проверував вакво нешто. Добро. Значи, ве носи на избор на карти најразлични. Меѓу другото, значи, кај е местоположбата? Се извинувам. Ова ви е со грешната информација. Така да се навратиме на прашањето. За неутрална гледна точка. Да, се зависи од самата заедница. Главно, заедницата знае кои се правилата на Википедија, кои се правилата на игра и како да се придржува кон нив. Сега, кога доаѓаат некои корисници, постојано има некои кои што уредуваат со голема доза на национализам, на етничка омраза, некои своји политички ставови изнесуваат. Дојдените, се мисли дојдените од друга Википедија. Така, не мора да значи дека се дојдени. Конкретно не мора да значи случаи и некои луѓе од Македонија да шират политичка омраза, да пишуваат навредливи содржини во статии за политичари. Морам да кажам многу поретко. Многу поретко. Многу поретко, меѓутоа имало такви случаи. Ме фасцинира во оваа исполитизираност дека толку коректни се луѓето кога неутрална гледна точка. Браво. Ќе дојде некој од друга земја и ќе рече ова вакви не си изворите, ние мораме да ги представиме и затоа нека не ни замерат луѓето што во разни во разни статии за наши национални дејци и теми имаме
Нели, главно е како кај нас се поима, наши извори, меѓутоа имаме и бугарска гледна точка, српска. Така, конкретно да се вратиме на прашањето. Се извинувам, тоа не е на штета на нашето гледиште. Напротив, ние сме доволно образувани во нашето, за да се знаеме дека тоа кој што пише бугарско гледиште е бугарско гледиште. Така, доволно сте свесни за луѓе не имаат замерувано за тоа. Меѓутоа неутралната гледна точка значи тоа, значи задоволување на тој критериум, научен критериум, така. И тоа најчесто не е проблем кај, како што рековме, кај неисториски места, неисториски статии. Така, да се вратиме на прашањето во врска со тоа како ние постигнуваме да обезбедиме дека Википедија нема да стане место на кое што ќе се шири верска, религиозна омраза, препукување, да не биде Твитер, да не биде Фејсбук. Тоа зависи од самата заедница, самите корисници кои што уредуваат на Википедија. Модерирате редовно секојдневно, тоа е секојдневно, активност. постојано има корисници кои што надгледуваат што се случува, инаку од левата страна имате скоришни промени. Тоа е доста интересна алатка која што возможува да се видат сите промени кои што се направени на Википедија. Да спомнуваме за системот за одобрување, за одобрување. Аха, значи кога вие сакате да проверите, гледате овдека дека на таа страница во врска со тоа и тоа и така натаму. Подолу. Овдека. Така, тоа е список на хронолошки список на тоа е за денес чинам. Уредувања кои што се направени во текот на денот. Во текот на денот, фасцинантно. И ова е денеска што заедницата сработела. Така. Фасцинантно. Сега, докога го се јави некој, значи може да кликнете таму да проверите што е уредувано. Само да ги прочитам неколку наслови од прилика, мене ми е сега чисто да илустрирам да биде пошарено, нели? Психологија, услуга, категорија финансиска анализа, фудбалска репрезентација на Алжир, некој, да, фантастично. Финансиски показатели, Дипонов модел, разговори и така натаму. Дипонов модел. Чекај сега, знаете, доаѓам и што е ова, сега да видам. Да се открие сличен позитивен верски финансиски показатели за финансиски извештаи. Ова е веќе и стручна литература. Колку стручно идете вие? Нема лимит. Вие можете да идете во... Можеме да идеме најстручно. Можеме. Хокинг да го анализираме до молекула. Хокинг не е тешко да се анализира. Не, да, он е научно популарен, зборам, но... Енрико Ферми е потешко да се анализира. И инаку, камера ме молам. Да. Дајте го камера ме молам. Кажам човек по име и презиме? Слободно. Поздрав за научникот Неделковски и те поздравам уште еднаш со името на научникот Енрико Ферми. Благодарам. Ферми. Така го рече? Енрико Ферми, да. Енрико Ферми. Ајде да видиме кој е тој. Роден е во Рим. Еден од основоположните. Изучување физика, математика. Значи физичар и математичар бил во суштина, така? Да, нуклеарна физика и проектот Менхетен. Ау, човекот што ја создал атомска, еден од тимот на атомската бомба. Има некако учествувано, меѓутоа тоа јас би му го простил лесно за сето друго што го има дајано за светот. Така. Мислам и така тоа ќе се случило, ме разбирате, не е дека он бил тој што буцкал. Неговите научни трудови и така натаму. Енрико Ферми бил врвен гениалец, да. Сега, значи како што гледате, имаме и извори, овој пат од англиски доста, меѓутоа има многу теми, многу работи што едноставно не постојат во Македонија на ниеден начин или некаде спомнати како збор. За плиме и осека, дури во учениците, нема толку кој што имаме ние. Што? Повелете. Повелете да видите. Нали сте виделе вие олку текст за плиме и осека некогаш? Не, па и вака убаво илустрирано. И тоа со преведени диаграми, како што можете да гледате. Диаграмите се преведени, не користиме многу, освен поретко. Браво. Значи, браво за заедницата, браво и овие за вас. диаграми сега ги користат и некои други за целата Македонија така натаму, ги користат, верувајте ми, на факултети. Така? Бидејќи гледаат дека се многу ефективни и дека ние можеме да ги направиме, они не, ама ние за општо народно добро ги и дека се таму. професионално изработени, дека се да, колку што може да биде. Ова претпоставувам дека е негде на Атлантик, Франција. Ови што таму Кој залив се извинувам? Плима во Алма Фандиевиот залив. Не, уште еднаш? Плима во Алма во Фандиевиот залив. Тоа може да е во Канада. Вау.
Тоа може да е во Канада, може да не е, можете подолу само да одите да видите за што се работи. Така. Значи, видите плимни шеми. Сакам да се пофалам со нашите уредници кои се страстени по овие работи. Значи, цело време кога се фалиме, односно кога кажуваме нешто, кажуваме во име на нашите уредници. Дури имате и ваква карта каде се најсилни плимите и осеките. Не, ние нешто ева јас како гости се разбира, тоа е. Не, видите, ве молам, немојте да бидете скромни, затоа што не зборите само во ваше име, зборите во име на сите од целата заедница. Тој го нагласи. А ја пак сакам да го нагласам на гледачиве мои. Нема човек, ја не познавам човек кој користи интернет, а да не ја користи Википедија. Википедија ви е бесплатна енциклопедија каде што ќе се консултирате за многу работи. Дури ако го нема на македонски јазик, ќе го најдам на српско-хрватски, ќе го најдам на англиски, ќе го најдам на француски, ќе го најдам на германски тоа што ми треба. Овие луѓе го прават тоа само заради нивна добра волја. Својот интелектуален труд го насочуваат кон... Добро бе, стварно, денеска во ова време каде што живееме во една трка за екзистенција, каде што човек не ќе ни да помести вака, ако не ми е платено, како што ја мислам. Како наоѓате инспирација? Што ве влече? Вие на самиот старт рековте. Вие си имате своји работи, вие сте професионалци во некој во своја сфера. Ја не ве ни прашав со што се занимавате, што сте по струка? Така, јас сум по професија економист. А јас сум по професија филозоф. Браво. Но вие не живеете и не заработувате од Википедија. Што ве влече? Не уредуваме, никој не уредува за пари, мислам. Така. И тоа го правиме во слободно време. Браво. Издвојуваме дел од нашето слободно време, покрај сите други работи кои што ги правиме, да уредуваме на Википедија. Кога што некој, например, губи време да прави некои други работи, така ние го губиме времето на Википедија. Тоа е вашето хоби. Тоа е Да. вашето хоби. Никакво губење на време. Како и теренските активности кои не сме се забораат, кои одат во прилог на создавање на содржини, да не го забораваме. А ве влече да идете на терен, например, чисто инспирирани од содржините овдека, па да се... Организацијата споделено знаење се занимава со тоа. Се занимава и со организирање на уредувачки работи, меѓутоа на многу од нив има работи на што се работи на терен, има работи што се поврзани со фактичко не истражување научно, но сепак документирање. Има мислам, кои активности пред се може да кажеш? Работата на организацијата е насочена да се создадат некои вредности кои што ќе се користат не само на Википедија, туку и на сите други проекти на Викимедија, кои што се поврзани со Википедија. А и надвор од било што. Предходно. Викимедија е посебна страна? Така, Википедија е еден од проектите на Викимедија. Тој е првиот, најзначајниот, најдобро развиениот од сите и најпрепознатливиот. Википедија си има своји сестрински проекти, кои што се поврзани со неа. Сите под капата на Викимедија. Да, под капата на Викимедија. Такви се, например, Wikimedia Commons или заедничката ризница на Википедија. Потоа тука се исто така вики книги, вики цитат. Потоа имаме вики извор. Значи има низа на проекти кои што се поврзани. Конкретно ова е главната страница на заедничката ризница. Меѓутоа на англиски јазик, не на македонски. Имаме ли ние ваква на македонски јазик? Да, секако од дека левата има. страна може да ја најдете. Не од левата. Од левата страна Најдолу. малку подолу. Може ли од таму? Се извинувам. Малку подолу. Само Не, треба да се најде македонски. Не е тоа таму, ми се чини. Не е тоа. Мислам дека е подолу, ова е Тоа се Википедиите. Овде во езиците можете на да М. Не е тоа. Не се појавувате под М, ја нема Македонија. Не. Не е тоа, Кире. Одете долу, ово се извинувам погоре малку. Мислам дека го видов македонски малку. Не е тоа, тоа се Википедиите. Добро. само- Слободно говорите, само не е подолу. страшно ништо. Отидете подолу. Значи, така подолу. Така. Во ова купче на јазици стиснете на македонски. Подолу. Дури има и горе да се смени на македонски, ако сакате. Не, подолу. Таму. Македонски десно, така. Значи, овие конкретно слики сега не ви се преведени. Ризница на... Што е ова во суштина? Еве, овдека, значи, имам слики. И кога ќе дојдам на слики,
Така, Images всушност, by content. Да, всушност заедничката ризница е проект кој што представува склад на мултимедијални содржини. Значи тука имате најразлични фотографии, слики, цртежи, видео и аудио записи кои ќе се собрани на едно место. Како што Википедија е склад на енциклопедиски статии, така заедничката ризница е склад на мултимедијални содржини кои што понатаму се користат за да се опишат некои работи на Википедија, конкретно статиите или било што. Меѓутоа не само на Википедија. Сите овие фотографии, видео и аудиозаписи може да се користат и надвор од Википедија. Значи било каде на интернет. Значи еве не знам, Парис, ова се фотографии, надвор луѓе кои можат да ги користат прво професионално направени, роялити фри што се вика. Да, ти се седа со истечени. Така, но имаат своја лиценца, иако се бесплатно дадени на користење, а користењето на овие фотографии значи само да го наведете изворот. И да биде иста лиценца, да. Значи, да знаете дека имаме подигнато и македонски документи веќе кои што се можеле таму. Меѓу другото имаме и една стара карта на Егејска Македонија, прилично стара, австро-унгарска, и во која можете да видите интересни поими. Насекаде. Во страницата за Македонија, така? Така. Химната е ставена, знамето и грбот, народности, значи основни библиографски податоци на кои може секој да се повика, статистички, предпоставам дека ги користите и податоците од Заводот за статистика, така. Звездата од Кутлеш, символ на античка Македонија. Во е веќе во дел историја. Појавата на словените и така натаму, значи многу детално. Многу поголема оваа статија. Огромна статија, предпоставам дека е една од поголемите. Кога ќе отворам кај разговор, што можам да видам? Се и се што. Дури имате и архивиран разговор. Архивирани разговор. А не, ова е многу мал дел од тоа што било. Да. Архивиран разговорот. Информации за Марко Чаласан. Ето. И за значајни македонци е дека. Да. Пренасачување во Македонија и така натаму. Добро, значи детално ова е жива материја и вие постојано се изменува, се надополнува, се брише, внимавате. Мене ми беше ова интересно дека значи скорешни промени е најдобар начин дека некој од вас брзо ќе види каде е нешто право и со летимичен поглед може да примети вие сте доволно, имате луѓе со морал и етика, кои знаете што значи говор на омраза, дека такво нешто предпоставувам не се толерира ни од далеку. Веднаш се елиминира без никакви дискусии. Така, а како се препознава например тоа е малце нели специфично се соочувате. Например, некој збор употребуван за некоја раса кој кај нас можеби ништо навредливо не значи. Значи, бара од вас едно големо познавање на светската култура, за да знаете како да се соочите сутре со тие работи. Да, само да напоменам една важна работа што не смеа да се заборави, а тоа е дека промените кои ги прават корисниците начелно се предмет на одобрување пред да бидат видени, пред да бидат на приказ на сите останати. Значи, треба да администратор и да рече, овие промени што направени се во ред или не се во ред. Тие промени не се вршат врз основа на тоа чие мислење е повалидно или поважен и попаметен администраторот или не. Туку дали се во склад со правилата, значи администраторот е стручен во правилата во овој контекст, во правилата на Википедија. Исклучок од тоа се корисниците кои се така наречени автопотврдени, што значи дека ти имаат го имаат стекнато правото да бидат непроверувани, односно самите по себе да се знаат. Така, всушност тука навлегуваме во една многу важна тема, тоа е хиерархијата на различни кориснички групи на Википедија. На почетокот обично кога ќе се најави некој корисник, си обичен корисник кој што може да уредува. Меѓутоа неговите промени кои што ги прави, автоматски нема да бидат прикажани се дека некој не ги одобри. Сега, треба да ги одобри некој од повисок. Од кога ќе увиди заедница дека тој корисник после одредено време уредува како што треба, че не е некој кој што вандализира, шири говор на омрза и нешто слично, тој автоматски се стекнува со тие автопотврдувачки права. Односно, она кое што од тој момент ќе го уредува, автоматски ќе биде потврдено на се прикажува веднаш. Да. Сега,
Понатаму, едно скалево погоре од автопотврдените корисници се одобрувачите. Покрај тоа што тие може слободно да уредуваат и нивните уредувања автоматски бидат потврдени, тие може да потврдуваат и уредување на некои други корисници, кои што ги немаат тие права. Значи, одобрувачите може да потврдуваат промени кои што ги имаат направено некои други корисници кои што немаат автопотврдувачки права. Проверувачи се викаат. Така. Проверувачи. Да, проверувачи. Сега, понатаму, следно скалево се администраторите. Така. Веќе покрај сите овие права кои што ги имаат претходните кориснички групи, администраторите може да заштитуваат страници, односно некоја страница која што на која што има голем спор за уредување, постојано премногу уредување и се менува за краток временски период, тие заштитуваат за цел да се смират страстите. Понатаму тие исто така може да блокираат некои други корисници, односно доаѓа некој корисник кој што постојано вандализира, шири говор на мрз и така натаму и треба да биде блокиран. Некој од Грција, така, антимакедонски настроен или од Бугарија или од некоја соседна земја, се едно сака да измени статијата, вие не сте тоа што смисли и така натаму. Ќе се види дека упорно го прави тоа, дека не може да се знае заеднички јазик. И го изолирате. И ќе се земе да се блокира. Најпрво се блокира на пократок временски период, да речеме еден ден, потоа има една недела, еден месец, два месеци и така натаму. Научени сме тоа, веќе ги научивме тие правила на социјалните мрежи, така да потполно ни е разбирливо овој пристап. Ќе ве замолам да направиме уште една кратка пауза, а потоа ќе идеме со повторно насловната страна и некои актуелности кои сакам денеска да ги врзам со случувањата во врска со Македонија, конкретно Катар и ракометот. Одиме. Продолжуваме со разговорот. Кажете ми, започна светското првенство во ракомет, за кое ќе гледам дека и Википедија е ангажирана, нели, на вашата страна, за тоа малце повеќе, но кажете ми, во рамките на вашето делување, што заедницата вие правите за да Википедија се промовира уште повеќе, да бидат што повеќе луѓе инволвирани, за вашите активности да бидат повеќе, да кажам, и медиумите, и пошироката јавност да знае, и не само академска, не само стручна, бидејќи академската и стручната јавност и тоа како добро знаат што е Википедија, што содржи, не само македонската, туку и светската, туку воопшто што правите на тоа поле ми интересира. Така, па ние како организација имаме доста активности и проекти и тежнееме кон соработка со многу институции во држава во насока на промовирање на Википедија, обезбедување на содржини и вклучување на Википедија во образованието. Така конкретно имаме доста образовни активности во високообразовни институции, како што се факултетите. Конкретно имаме долгогодишна соработка со Економскиот факултет во Скопје. Имаме соработка и со ПМФ, во минатото имаме одржувано предавање на факултетот Финки. Всушност идејата е да се ангажираат студенти кои што ќе уредуваат на Википедија. Всушност има многу професори кои што се разочарани од тоа дека нивните студенти пишуваат семинарски со готови текстови од Википедија. Да. И сега за да се спречи тоа, малку да се помочат студентите, тие тоа право им го скратуваат на своите студенти и им даваат као задача да уредуваат статија на Википедија. Уште подобро. Наместо да беше семинарска на некоја тема. Малку иронично, нели, не користете, туку направете. Туку направете. Така. Многу подобро. Меѓутоа има и доста користи за студентите. Например, преку една статија на Википедија. Слушај, лектири се вадат, без средношколци сум ги фатил, лектири и цели напишани и така натаму се користат. Ние сме имале побарувања за тоа на за лектирите да објавувате, така. Може ли прераскажана до некаде, како за експедијска статија е прераскажана, меѓутоа види душу... За да биде тоа у 15 страни кој што ти бара за да добиеш преводна оценка, не. Не може да биде. Така, ве разбирам. Само последно време исто така сме ориентирани кон средните училишта. Пред неколку години исклучивме соработка со средното училиште Јосип Брз Тито во Скопје. Добро. Каде што ќе бидат вклучени учениците под надзор на своите професори. Бидејќи сепак станува збор за помлада категорија на луѓе кои што е потребно да бидат нагледувани во извршувањето на своите работни задачи на Википедија, за цел да се создаде посакуваниот квалитет на содржината и ќе бидат ангажирани во уредување на статии.
се надеваме дека во скоро време ќе се прошириме во некои други средни училишта и на тој начин ќе се создаде едно јадро на студенти и ученици кои што ќе уредуваат постојано на Википедија. На теми кои што се постручни. Така, теми што се постручни, тоа ми е важно. Ние во минатото сме имале и сега дури имаме корисници кои што се специализирани за некои теми, меѓутоа сепак секогаш е покорисно доколку пристапиме на самите стручни факултети и таму да ги побараме тие луѓе, односно да ги ангажираме да уредуваат на Википедија. Макар биле и студенти, меѓутоа нивните професори ги инструираат. Ние изготвуваме начална програма кои работи ни требаат, а они од кои материјали како ќе ги најдат. И значи пред се студентите да добиваат не само што принесуваат за нацијата и народот, туку и добиваат и бодови на таа тема. Вие сте значи фантастичен еден заеднички именител за обединување на научната заедница во Македонија и оние кои претендираат да бидат нели кои ќе даваат придонес во науката и оние што веќе, значи сето ова е едноставно собирање на целото тоа богатство. Јас секогаш самиот интернет, но еве интернетот има доста перверзија, нели во огромен процент, но Википедијата е можеби едно од клучните работи зошто заслужува интернетот да постои и да опстои. Како севкупно човечко знаење да биде собрано на едно место. Таа идеја мене толку ме фасцинира, таа идеја на Александријска библиотека, која еве ќе го кажам на популарен начин, но не можам да ви опишам колку пати сте ми помогнале, мене лично, сте ми помогнале кога ми требало помош за моите деца при изработка на домашни задачи, проектни задачи, или кога сум требал на брзина во некоја дебата овде како ќе се отвори историска, политичка и така натаму и така натаму. Дали било Википедија на македонски јазик, дали на француски, англиски и така натаму. Википедија ме фасцинира, иако денеска често пати кога ќе речат твоето знаење ти го застиваш на Википедија, што значи подсмешливо као не е тоа доволно стручно. Тој не претендира да биде максимално стручно или доволно е тоа стручно, зависно од оние што го уредуваат, но затоа е живо и отворено, па ако ти мислиш дека не е доволно стручно, повели пријателе. Да. Вложи го твојот интелектуален труд и таа статија ако сметаш дека е плитка, надгради ја детално. Мислам дека никој нема да замори, напротив, мислам дека и добредојдено ќе биде сегмент на некоја статија ако е за, например, го спомна научникот, генијалецот, италијанот Ферми. Например, некој негов проблем детално изанализиран и така натаму, ако некој се нафатил, нели? Ако му е тоа недоволно стручно, само научно популарно. Така што, навистина, чувствувам се во ова што вие го правите, колку е многу значаен. Така, меѓутоа, проектите во образованието ни се само еден дел. Имаме и многу други проекти кои што се фотографијата на одржување на фотографски надпревари. Фотографски надпревари. Да се зголеми бројот на слободни фотографии за Македонија. Кои луѓе ќе можат да ги користат за се, за промоција, за себе, за ова, за она и на Википедија и вон Википедија, со тоа што како и на Википедија и вон Википедија. Така. Со тоа што знаете, надпреварот е надпревар, меѓутоа во него земаат учество доста разни луѓе од разни краеви. На мене ми е многу потешко да отидам и да сликам како википедијанец, да се сликам нешто во Ростуша, отколку што човек што е во Ростуша или некаде до Ростуша и учествувајќи во надпреварот, слик да направи на некои работи. Ова е жива материја, што значи ја очекувам дека ова со децении ќе се зголемува, збогатува. Кој ве хостира? Гледам, еве, обично кога ќе вака популаризирам нешто, има многу кликови. Дали имате вие како администратори, нели, дали гледате колкав е сообраќајот, колку има прегледи, како не ви паѓа, кој ве хостира и така натаму. Колкав ви е капацитетот? Фондацијата Викимедија, која што се смета дека е некој правен собственик на Википедија, иако ние обично велиме правен собственик, бидејќи собственик на Википедија секој некој што ја користи. Народот е собственик. Меѓутоа, правен собственик е Фондацијата Викимедија, која што води статистики не само за Википедија, туку и за сите проекти. Мислам дека има Викистец, може да провериш, Јанко. Тоа представува посебна страница на која што има различни статистики во врска со Википедија. Може да видиш на Google. Викистац, мислам дека треба да го пребараш. Да. Добро, не е важно. Во ред. Јас сакав, значи ова е вашата Facebook страница.
Да? кој има околу скоро 40.000 40.000. пользователи. Здраво, колеги, тука сме некаде на популарноста, мило ми е. Википедија на македонски јазик, вашата Facebook страница, каде што... Еве најавено, браво. Еве лајк од мене за вашето гостување, ова се фотографиите од роденденот, тортата. Кој ми е крив што не дојдов. Добро, сакав и ова да го кажам дека во моментов, бидејќи се одржува Катар 2015, а сите сме возбудени, денеска Македонија победи, позитивна има една атмосфера, вие ја чувствувате, нели? Има овдека, нека е честито. Нека е честито и нека биде историски запишани да на крај да имаме историски запис во Википедија, дај Боже. Сега, што е ова сега уредувачки маратони? Така, тоа е една од активностите. И тука да го завршиме, разговорот. Имаме проекти поврзани со образование, меѓутоа имаме проекти поврзани со заедница и проекти поврзани со култура. Одлично. Само за кратко да кажам, проектите поврзани со култура се состојат од соработка со некои институции, со кои што ние стапуваме во контакт и имаме за цел да обезбедиме некои материјали со кои што тие располагат, кои што понатаму ќе ги користиме за да збогатиме Википедија. Може да се спомне што е тоа што во моментов тече? Така, во моментов имаме соработка со Музеот на Холокаустот во Скопје и еврејската заедница, при што се уредуваат статии поврзани со евреите, историјата на евреите, еврејски празници во Македонија. Ќе ви помогнам со археолошкиот музеј на Македонија, новоотворениот, кој исто така ќе биде... Би биле многу благодарни. Бидејќи некои од експонатите би ни биле нам добра илустрација за она што се работи текстуално. Да, тоа е многу вака. Ја имам доста фотографии, али замолен сум ништо да не се објавува, има таа некоја политика, но има политика што може и така натаму ќе видиме тоа. Но во делот за заедница се уредуваат така наречени уредувачки маратони. Добро. Која е целта на уредувачките маратони? Што е целта? Се повикуваат корисници на Википедија да дојдат на едно место и да уредуваат на дадена тема. Добро. Така што во моментов што имаме? Во моментов еден веќе организиравме. Тој беше пред околу еден месец, однесуваше на Олимписките игри. Земјите на Олимписките игри. Земјите на Олимписките игри. Така. Додека утре го организираме вториот, кој што ќе се однесува на актуелна тема, тоа е светското првенство во ракомет, кој што се одржува во Катар. Кај ќе се случува овој маратон? Тоа ќе се организира во интернет клубот Хазард. Интернет клубот Хазард. Во играчки Дебар Мало. Дебар Мало, така. Така, сите оние кои се заинтересирани се поканети да присуствуваат и да се обидат да создадат по некоја статија во врска со светското првенство. Ние ќе покажеме се. Кое време таму стартувате? Од 1 до 4 часа, од 13 до 16 часа. Од 13 до 16 часа. Ќе се имаме за пиење. Ја ќе ви донесам. Ќе поминам едно здраво живо, да ви кажам. И да ве поврзам со некои луѓе од археолошкиот музеј, па да се види дали може една соработка, би било тоа добро и за вас, но и за музеот. За мене е еден од најзначајните нови објекти во Македонија. Многу ви благодарам. Благодариме ние. За гостувањето, фасциниран сум. Ако сте вие прави репрезенти на вашата заедница, поздрав до вас, респект. Навистина, луѓе како вас, драго ми е што излегувате оценка, не само како, бидејќи едноставно на овој начин, не само вас лично, туку на сите вас, да ви одадам почит и уште еднаш, по трет пат, благодарам за вашиот добар и одличен труд. Продолжете понатаму и се надевам дека ќе регрутирате уште вакви интелигентни, паметни луѓе Македонија има, кои малце својата креативност и знаење да ја вложат во нешто конкретно и да остане како трајна вредност на оваа земја. Ви благодарам уште едно за гостување. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Уште еднаш честито за победата во Катар. Википедија ќе ви помогне, нема да ви биде дневна политика, но секогаш ќе ви биде прирака како еден портабал учебник каде што секогаш ќе можете нешто ново да научите. Јас само вечерва барем 3-4 нови работи научив во разговор со овие луѓе. Замислете само да почнете да отварате и еден клик во друг клик каде ќе ве однесе. Уживајте. Благодарам за вниманието. Лека ноќ и пријатно.